Драги наши слушателки, добре дојдовте во уште една епизода на програмата Жени со надеж. Радосни сме што повторно ќе се дружиме. Се надеваме дека сте добра. Денес истражуваме една нова и многу важна тема. Возбудена сум што ќе зборуваме за љубомората. Тема што сите добре ја знаеме од секојдневието. Да, особено ме радува што Моника е повторно тука, за да ни ги објасни работите на јасен и дефиниран начин. Точно, Моника секогаш ни сведува се на разбирливо ниво, па верувам дека нема да има недоразбирања после нашите разговори. Туку пред да дојде Моника, дали ти си имала некое лично искуство со љубомората? Може би во семејството или во бракот? Тешко прашање. Веројатно да, како и секој од нас. Кога си млад, тука е ривалството со браќата и сестрите. Подоцна во бракот се појавува помалку и со партнерот. Но најинтензивното искуство го имам со сопствените деца. Кога имаш повеќе деца, тоа е неизбежно. Интересно е што очекував тоа да помине додека се мали, но изгледа дека трае и кога ќе пораснат. Да, тука потполно се согласувам. Јас немав браќа и сестри и немав прилика да искусам таква љубомора во семејството, но сега со своите деца дефинитивно можам да ја видам. И да, се согласувам со тебе. Иако порасна, нема многу разлика во љубоморните сцени и реакциите, и понатаму ги има. Гледам дека ова ќе биде баш интересна тема за разговор. Го слушате подкастот Жени со надеж. Темата на денешната емисија е љубомората. Се чини дека знаеме се за неа, но Моника е тука да ни покаже дека може би има уште многу да се научи. Моника, добре дојде повторно кај нас. Ви благодарам, девојки, добро ве најдов. Кај вас е секогаш динамично и се радувам на секоја наша средба. Се надевам дека и денес времето ќе ни прелета. И ние веруваме во тоа. За почеток, како точно би ја дефинирале љубомората? Љубомората е значајна човечка емоција и е комплексна. Па не е лесно да се најде само една дефиниција. Таа се однесува и на мислите, и на чувствата на несигурност, страф или загриженост. Може да се состои од една или повеќе емоции, како што се бес, лутина, неадекватност, беспомошност. Со љубомората како феномен се занимавале многу научници. Според некои од нив, љубомората е комплексна реакција која се јавува како одговор на перципирана закана, која може да уништи или прекине некој однос кој на личноста и е важен. Според друга теорија, љубомората може да ја дефинираме како комплекс од мисли, емоции и однесување кои произлегуваат од перципираната закана од нарушување на квалитетот на односот меѓу партнерите во случај на појава на реален или имагинарен противник. Во секој случај би можеле да го кажеме следново. Љубомората е нормална човечка емоција која се јавува уште во детството. Врзана е за семејните, пријателските и љубовните односи. Човекот по својата природа сака да ја заштити личноста која ја сака и поради тоа се јавува љубомора. Кога заканата по нечи однос на вистина постои, љубомората е во тој случај во границите на нормалното. Кога љубомората ќе премине границата на нормалното, станува патолошка и во тој момент станува предмет на интерес на психијатријата. Патолошки љубоморните лица гледаат проблеми таму каде што не постои. Па таквото однесување дава несигурност и му се заканува на опстанокот на врската или бракот, а неретко завршува и трагично со семено насилство, убиство или самоубиство. Дали има разлика во тоа како се доживува љубомората низ историјата или во различни делови од светот? Во принцип се смета дека љубомората е типично искуство во човечките односи без оглед на контекстот во кој се наоѓа. Единствено може да се разликува нејзиното исполнување во однос на општествено прифатените норми во опкружувањето. Што се однесува до возраста, забележани се први знаци на љубомора кај бебиња на возраст уште од 5 месеци. Значи, прилично е јасно дека тоа е една универзална особина кај луѓето. Постои ли некоја типологија на љубомората? Некоја поделба на различни видови? Ми се чини дека не е секоја љубомора иста.
Да, постојат некои типологии на овој феномен, иако ни е најпозната љубомората која се однесува на партнерските односи, покрај неа постојат и други видови љубомора. Ние овде ќе спомнеме 6 видови. Романтична се заоснова на стварни или замислени закани за романтичната врска. Може да постои историја на неверство или флертување, меѓутоа ова исто така може да биде засновано исклучиво на несигурности. Рационална или реактивна се заоснова на нешто конкретно, како што е некој вид доказ, например компрометирачка текстуална порака, која води до сомнежи засновани на реалноста. Семејна се заоснова на семејните врски, например може да се појави кога еден брат или сестра чувствува дека другиот добива повеќе внимание. Сексуална е заснована на стравови дека партнерот може би изневерувал или дека е вклучен во несоодветна комуникација. Љубомора на мок се заоснова на лични ставови кои се јавуваат на работа или во врска со вашата кариера. Например, ова може да се случи кога колега ќе добија унапредување, а вие не. Патолошка се заоснова на ирационалност и веројатно доаѓа со коморбидна диагноза на менталното здравје и често бара психијатриски третман. Би рекла дека првиот вид љубомора ни е најпознат и најприсутен, а последниот, патолошкиот, бара медицински и психијатриски третман. Кога сме веќе кај третманот, како се лекува љубомората? Има ли воопшто лек или може да се каже дека тоа е особина на личноста и составен дел од карактерот на некоја личност, па според тоа и непроменлива или тешко променлива работа? Љубомората негативно влијае на нашето здравје и како таква може да има, например, негативно влијание на нашиот однос со друга личност. Може да доведе до раскин или развод, несоница, напади на паника. Исто така, љубомората може психосоматски да предизвика болка во градите. Висок крвен притисок, болки во стомакот или може да действува врз промена на тежината на личноста. Бидејќи сите наведени последици од љубомората се ризични по здравјето на личноста, тогаш мора и нешто да се превзема во врска со тоа. Најпрво, личноста може и сама да преземе некои чекори. Психолозите и психијатрите го советуваат следново. Бидете отворени во врска со своите чувства. Отворена, јасна комуникација со партнерот е добар начин да го вклучите во разговорот. Зборувајте со сочувство и доверба, за да му помогнете на партнерот да се чувствува пријатно, додека споделува. Преземете контрола над своите стравови. Несигурноста е главна причина за љубоморните чувства. Така што одвојувањето време за надминување на овие несигурности ќе ви помогне на долгорочен план. Кога ќе бидете свесни за овие несигурности и од каде доаѓаат, можете да научите одредени начини како да се носите со нив. Дискутирајте и поставувајте очекувања. Важно е да се запомни дека чувствата или причините за љубомора може да бидат многу реални за личноста која ги доживува, дури ако нема докази. За да изградите доверба, поставете очекувања во врската и договорете основни правила. Вклучете се во благодарност. Водењето дневник на благодарност може да ви помогне да се фокусирате и да ја вратите контролата над своите емоции за љубомората да не преземе контрола. Разговарете за тоа со терапевт. Нема ништо лошо во разговорот со терапевт, за да ги решите љубоморните чувства и подобро да разберете од каде потекнуваат. Кога зборуваме за психотерапијата, која се е популарна во секојдневниот живот, за решавање на овие проблеми со љубомората најчесто се користи когнитивно бихевиорална терапија, иако има и други пристапи. Доколку ниту една од претходно наведените опции не покажа резултат, може да се вклучи и терапија со лекови. Најчесто тоа се лекови кои се користат за анксиозност. Многу е значајно личноста да биде под лекарски надзор кога започнува, менува или завршува терапија која вклучува лекови. Може ли личноста сама да увиди дека ја е потребна помош и да ја побара на некој од претходно наведените начини? Кои се облиците на однесување кои ни укажуваат дека навистина е потребно да се побара некој вид помош?
Најдобри резултати се постигнуваат кога личноста која има проблем со љубомората е самата свесна за тој проблем и бара помош, но и сака да ја прифати. Некои од однесувањата кои може да бидат одлични сигнали дека љубомората е присутна се следниве: понатамошна потрага по информации, шпионирање, проверка на телефонот и другите профили, ограничување на партнерот да стапи во разговор со потенцијални ривали на различни собири, постојана телесна близина до партнерот, манипулирање, флерт со други за да се направи партнерот љубоморен, спонтано споменување на ривалот за да се следи реакцијата, изразување на чувство на повреденост, плачење, лутање, насилно однесување, закани, удирање, одвлекување на партнерот од друштвото на ривалот, фрлање предмети и работи, карање, сарказам, навредување, закани со раскинување, развод, омаловажување на ривалот, обиди односот да се врати како претходно со купување подароци, давање комплименти, отворена закана на ривалот и наредба да излезе од односот, разговор со партнерот за љубомора, поставување тест прашања, договарање нови правила, уверување на партнерот дека кризата може да се преброди, негирање на љубомората. Многу е значајно сериозно да се сватат овие однесувања, бидејќи неретко се случува некој однос трагично да заврши токму поради љубомората. Како реагираат мажите, а како жените кога љубомората во прашање? Има ли тука некои податоци или истражувања? Ова е многу интересно прашање. Мажите во љубоморна состојба почесто прибегнуваат кон агресивно однесување, било вербално или физичко, конзумираат алкохол и се однесуваат како повеќе да не име грижа. Жените кога се љубоморни почесто паѓаат во депресивни состојби, плачат кога се сами, се трудат да бидат физички привлечни за да ја подобрат својата самопочит. За крај би додала само една интересна дистинкција. Често љубомората се поистоветува со зависта. Меѓутоа, голем број научници сметаат дека љубомората и зависта никако не треба да се сметаат за исто. Наједноставниот начин да го разбереме тоа е дека љубомората се однесува на нешто што го имаме, а се плашиме да не го изгубиме, додека зависта се однесува на нешто што го немаме, а би сакале да го имаме. Небитно дали се однесува на романтичен однос, имот или нешто трето. Драга Моника, ти благодарам за учеството и во денешната епизода. Мислам дека беше многу драгоцено што беше со нас и сподели некои дефиниции и информации за оваа тема со нашите слушателки. Ако не друго, барем ќе го свртиме вниманието дека феноменот на љубомора постои насекаде околу нас и дека треба да ја разбереме својата улога во сето тоа. Сега ќе продолжиме да разговараме на оваа тема низ светлината на Светото писмо. Драги наши слушателки, еве не повторно заедно во епизодата каде зборуваме на темата љубомора. Првиот дел од епизодата беше посветен на некои општи и научни дефиниции, а сега со овој феномен ќе се позанимаваме од аспект на Светото писмо. Така е, ако зборот љубомора го користиме во смисла дека му завидуваме на некој кој има нешто што ние го немаме, тогаш таквата љубомора е грев и не им припаѓа на христијаните, туку покажува дека нас уште не контролираат нашите желби. 1 Коринтијаните 3.3, Галатјаните 5.26 вели: да не бараме лажна слава, еден друг да не се предизвикуваме, еден на друг да не си завидуваме. Библијата вели дека треба да имаме совршена љубов, каква што Бог има кон нас. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се провознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара своја, не се срди, не памти зло. 1 Коринтијаните 13 од 4 до 5. Колку повеќе се концентрираме на себе и на своите желби, толку помалку ќе обрнуваме внимание на Бог. Кога срцето ќе ни отврдни за вистината, не можеме да се свртиме кон Исус, за да ни исцели. Но ако му допуштиме на Светиот Дух да преземе контрола,
тој во нас ќе го произведе плодот на спасението, а плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Галатјаните 5 од 22 до 23. Присуството на љубомората, односно зависта, покажува дека не сме задоволни со она што Бог ни го дал. Библијата вели да бидеме задоволни со она што го имаме, бидејќи Бог никогаш нема да ни изневери, ниту да не остави. Евреите 13:5. За да ја победиме љубомората, мораме да бидеме послични на Исус. Него можеме да го запознаеме проучувајќи ја Библијата, преку молитва и дружење со други верници. Кога ќе научиме да им служиме на другите, нашите срца ќе почнат да се менуваат. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновувањето на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Римјаните 12:2. Што се однесува до љубомората во семејството и семејните односи, се сетив на Јосиф, кој со својата наметка и со ништата што им ги кажуваше на браќата, предизвика кај нив таква љубомора што посакаа да го убијат. Исто така тука се Илија и Рахила, две сестри кои беа љубоморни, односно завидни една кон друга. Лија и завиде на својата сестра, бидејќи беше сакана повеќе од нивниот сопруг, а Рахила и завиде на Лија, бидејќи таа имаше деца. Таа завист во врска со породот се јавува и на други места, кога се во прашање Сара и незината слугинка Агара, а тука се и мајката на Самуил, Ана и незината соперничка и така натаму. Особено во старозаветните приказни може да се сретнат различни ситуации на завист. Зависта изгледа посебно ги погаѓала жените. Всушност не беа ниту мажите имуни на оваа емоција. Меѓу првите чувства кај браќата Каин и Авел е токму завист. Каин беше љубоморен на својот брат и на крајот го уби. Моника го спомна значењето на решавањето на проблемите со љубомората, бидејќи може да доведе до фатален исход. Ова е еден таков пример на самиот почеток на Светото писмо. Кога ги спомна мажите во тој однос, тука и Саул. Кралот Саул беше љубоморен на Давид и се обиде да го убие многу пати, за да го смири тоа чувство и да ја заштити позицијата што ја имаше. Најпосле самиот Сотона беше љубоморен на Бог и сакаше да стане како Бог, па затоа на самиот почеток и настрада, читаме во Исаија 14:12. Љубомората и зависта можат да бидат многу опасни за оној кој ги гаи и има такви чувства, но и за семејството, пријателите, професијата, животот во целина. Затоа треба детално да се занимаваме со оваа тема и со проблемите кои настануваат поради неа. Библијата вели дека љубовта не завидува и не е љубоморна. Меѓутоа, љубомората лесно се вовлекува во нашиот живот доколку не водиме сметка. Открив дека најдобар начин да се ослободам од љубомората или зависта е да признаам дека постои. Кога ќе почнеш да чувствуваш љубомора, биди искрена со Бог и моли се да ти помогне да се ослободиш од тоа. Морам да признаам дека и јас, како и повеќето луѓе, сум се борела со љубомората. Се случувало да слушнам како некој друг е благословен и да се запрашам кога тоа ќе ми се случи мене. Но научив дека штом такви мисли ќе се појават во мојот ум, треба веднаш да заземам став дека сум среќна за личноста која е благословена и да одбијам да бидам љубоморна и завидна. Духовна зрелост или живот во блиско заедништво со Бог значи да избереме да ги благословуваме другите и да не се плашиме дека ќе бидат подобри од нас. Можеме да одлучиме дека нема да завидуваме на туѓиот изглед, имот, образование, положба, брачен статус, дарови и таленти, работа или на нешто што било друго, бидејќи тоа ќе ги поремети нашите благослови. Така е. Нека преку оваа епизода започнеме со нашата промена. Секој мал чекор и напредок во ова светло се мери и е важен. Па ајде да почнеме од денес поинаку да ја третираме љубомората во нашите односи и во самите нас. Да се помолиме заедно. Драг небесен татко, ти благодариме што ни даваш прилика секој ден да учиме од тебе и за тебе. Прости ни што сме имале мисли и чувства кои биле љубомора и завист, што им завидувавме на луѓето околу нас
и со тоа заборававме дека ти ја имаш контролата, дека ти си не создал на најдобар начин, дека не сакаш и не чуваш и дека ти се ќе изведеш на добро. Отстрани ги таквите чувства и мисли од нас, нека се прослави името Твое, а нам дај ни слобода од лошите чувства и благодарно срце за се што си ни дал. Во името на Исус Христос. Амин. А ние повторно стигнавме до крајот на епизодата и ве поздравуваме до следната средба. А до тогаш, драги наши слушателки, ако овие епизоди ви се од полза или имате молитвена потреба или сведоштво, пишете ни на социјалните мрежи Facebook и Instagram под името Жени со надеж или на нашата e-пошта zenisonades@gmail.com. Ви посакуваме Божи благослови до следната средба.